Јас сум Томислав Давидовски, по професија сум актер и веќе година дена се бавам со овој вид на уметност, уличен театар, односно како живи статуи. Морам да се пофалам дека со нашето здружение Театрос, ова ни е второ настапување на центарските улици, на скопските улици оваа година, но лето прошетавме на неколку фестивали и би сакал да ги спомнам, тоа се Тротар во Бања Лука, Призрен фест во Призрен и Шпанцир фест беше последниот сега пред недела дена во Вараждин во Хрватска. Па само треба да си има желба, мотив и големо трпение, очигледно, бидејќи улицата носи разни ситуации, никогаш не знаеме со што можеме да се соочиме. Со целото ова што го правиме, сакаме да подигнеме малце културата за уличната свест, која кај нас и како е заборавена и не се, би се осудил да кажам дека не се почитува баш. Сакаме да им представиме на луѓето еден нов, поинаков, поинтересен, по мене доста интересен вид на уметност и да им покажеме дека представа, шоу, театар, перформанс може да има секаде, буквално па дури на улица и тоа да изгледа гениално. У принцип стоиме по 3 сати кога да настапуваме и не знам, не можам да знам бидејќи немам часовник или време, ориентација за време, но мислам дека саат до саат и 15 минути имам издржано во една поза без да се помрднам. Студени константно не закачаат, не пипкаат, ама тоа е дел од самата професија и во самото тоа има убавина. Нормално има некогаш несакани ситуации, но тие ситуации ги има секаде и секогаш. А секој си има од изведувач до изведувач, секој си има различен метод на припремање. Некој сака да се растегне за да не го боли телото, некој седи мирува за да не се потроши, некој слуша музика, некој константно збори за да убие можеби тремата, што често се случува. Почуваме да се шминкаме, од прилика зависи од каков е костимот, тоа трае некаде од саат до саат и 15 минути, зависи каков фактор реагираме и така што тоа е целиот процес на припремање. Излегуваме на улица и почнува забавата. Тешко е, се потиме доста, ради тоа и шминката многу често паѓа, но не можеме да влијаеме на тоа. Некогаш е стварно тешко, во Вараждин беше доста топло, ама некако се навикнуваше од играње, некако ти станува навик и веќе не се фокусираш на тоа, бидејќи ако се фокусираш на тоа, дозволуваш психата да те победи и не можеш да стоиш долго, едноставно мораш да ги отрнеш мислите да се фокусираш на нешто друго.